Облекува настојањето на ова законско решение и самите сте свесни, затоа што на почеток кажавме дека сме максимално конструктивни и коректни за разлика од представниците на извршната власт кон нас и кон вас. Денеска ова законско решение ќе биде изгласано. Тоа бидете убедени. А кога вие ќе ја донесете заменичката министерка од вас, овдека, тоа нека ви служи на честа. Го прифаќам предизвикот за дуел. Само имаме еден услов, ако може локацијата да биде дивоградбата во Матка или нелегалниот објект на советникот од Дуи во Охрид. За да можеме автентично да дискутираме за закон и за устав. Тогаш или пак да биде наводно каде што се уништува шумата. Ако е една од тие три локации прифатлива, можеме дуелот да го реализираме уште вечер. За да можат граѓаните во позадина да гледаат како оваа влада ја практикува власта. Кон кои граѓани како се однесува. Оваа влада праша на 15 пати на пратеничко прашање кој ја гради терасата на Матка, не знае да одговори. Исто како што директорот на јавното предпријатие во Прилеп Пазари не знае кој му гради во пазарот хотел. Ова е како во македонските народни приказни. Дома да не знаеш кој што ти работи. Никој не знае како во заштитен град од УНЕСКО никна асфалтна база во Охрид. Затоа го прифаќам предизвикот за дуел само на една од овие три локации, да биде автентична атмосферата, да можеме со конкретни примери да дискутираме. И уште еднаш ќе замолам, бидејќи колегата Велковски рече дека не се согласува со статистичките операции, да подсетам дека тој ги почна статистичките операции. Јас го повторив само она што тој не убедуваше, дека 900.000 евра, благодарение на ова законско решение, искористиле 500 клубови во Република Македонија. Јас само прашувам колку просечно секој клуб искористил. Ако пробате да пресметате, ќе видите дека тоа е 1800 евра просек. Може би некој искористил 3500, а некој 100 евра. Но како и да е, јас гарантирам и убеден сум. Спортист сум. Сум раководел фудбалски и кошаркарски клуб. Со 1800 евра не постои шаховски клуб во Република Македонија што може да екзистира. Ако некој мисли поинаку, ве молам, разубедете ме. Ви благодарам.